Дарот, книжулето со чуда, од Стенафос Ксенакис. Вовет. Се случи некаде во 5-то одделение, но како да беше вчера. Се сеќавам дека во работната тетрадка по биологија прочитав дека иако повеќето луѓе гледаат, само малкуми не забележуваат. Тогаш тоа ми немаше смисла, но потоцна во животот го разбрав значењето. И јас научив како да забележувам, како да заробувам слики со моите очи, но најмногу со мојата душа. Слики од работите кои луѓето обично ги сметаат за неважни. Зајди сонце, цвеќе, насмевка, кимнување. Научив како да ја гледам убавината на секаде, дури и во грдотијата. Патем научив како да ја споделувам убавината. Разбрав како да го поврзам мојот живот со животите на другите луѓе и како да станеме едно. Тогаш сватив дека тоа е вистинската цел на мојот живот. Потоа открив дека можам да ризикувам, да се соочам со моите стравови, да го предизвикам сопствените убедувања и да излезам од комфорната зона. Научив како да бегам од келијата на секојдневниот живот, секој ден, секој час и секоја минута. Ја усоврши вештината да ја држам главата горе, постојано да се насмевнувам, да ја изговарам својата вистина, да кажам убав збор, да размислам пред да прозборам и напорно да работам на остварување на моите соништа. Сватив дека нема ништо да биде сервирано на тацна и дека мора да го заработам својот живот, ден за ден, минута за минута. Мојот сакан чичко ќе речеше дека храната трае онолку долго колку што ја имаш во устата. Затоа мора добро да се ичвак. Ако ја голтнеш, толку од неа, повеќе ја нема. Истото важи и за животот. Научи вистински да го вкусувам животот како да е највкусното јадење на мојата мајка. Научив да уживам во секој миг. Еден ден, се вели во една приказна, земјоделецот копал во полето. Во еден миг копачот удрил во нешто тврдо и се скршил. Земјоделецот се разбеснил, но потоа се наведнал за да види што е тоа што го скршило копачот. Забележал кутија. Ја отворил и во неа нашол богатство. Исто како земјоделецот. Увидов дека мора да ги отворам кутиите од животот, дури и да не ми се допаѓаат како се завиткани. Сепак, најдобри подароци често доаѓаат по лошо пакување. Сватев дека самиот живот е подарок. Најпосле почнав да ги прифаќам моите погрешни потези. Научив да ги почитувам, да ги сакам и покрај нив да се сакам себе си. Таму го најдов клучот за себе. Наместо да се обидувам помалку да грешам, си дозволив да правам повеќе грешки. И тогаш почнав да правам помалку грешки. Пред 10 години почнав да пишувам во мојата тетрадка со чуда. Да го наречеме список на благодарности. На почетокот не можев да смислам ништо за кое што бев благодарен. Но потоа постепено почнав да смислувам. На крајот не можев да запрам. Се што гледав го сметав за чудо. Фактот што можам да зборувам, што можам да одам, што имам топла постела што ме чека на крајот од напорниот ден. Така, во мојот живот се преобрази и се исполни со убавина. Но потоа сватив дека убавината не е во тоа што го гледам, туку во моите очи. Потоа почнав постојано да ја носам тетратката со себе. Ке запишев по нешто во неа каде и да се наоѓам. На работа, во воз, дома, насекаде. Ги испишував редовите со скапоцени зборови, страниците со неверојатни чуда, а полицата ја исполнував со безброј тетратки. Одеднаш се случи нешто волшебно. Еден ден престанав да пишувам за себе и почнав да пишувам за луѓето околу мене. Почнав да го споделувам волшебството кое што се излеваше од мене. Книгава што ја држите во рацете е родена од животот, од мојот живот, од нашите животи. Неколку кратки приказни и многу љубов. Се надевам дека ќе ви помогне да ја споделите убавината како што ми помогна и мене. Дури и да допре до само еден човек, оваа книга вредеше да биде напишана. Вредеше да стигнам до овде.